Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Тунел. Уметноста е внатрешен порив, неконтролирачка енергија која обзема и сака да излезе. Уметноста, велате, е чиста љубов, страст, енергија, смисла. И додека можеби филозофите обмислуваат смислата, значењето, енергијата на уметноста, уметниците ја создаваат. Некои завршуваат, нели, училиште и веројатно го усовршуваат својот уметнички израз. Но има и такви кои не се школуваат, но се големи мајстори во тоа што го прават. Вечерова на тема се умоуки уметници и мајстори во она што го прават. Велам добро вечер за моите прекрасни гости. Ивана Тасев, добро ни дојдовте. Драго ми е што вечерва на оваа тема ќе се дружиме. Повелете. Велам добро вечер за Марко Тасевски. Младо, надежно момче. Реков и тој голем во нешто го работи, ќе откриеме што вечерва. Добро вечер, Марко. Добро вечер велам за Марина Петровска. Добро вечер и за вас. Добро ни дојдовте, Марина. Добро ве најдов. Драго ми е што сте тука и не помалку важен нашиот последен гостин. Велам добро вечер за Роберт Коцев. Добро ни дојдовте. И вашите дела се овде. Една интересна тема која можеби вака е секојдневна, но мислам дека толку медиумски не отворена. Кога човек сака да даде дел од себе, од таа своја внатрешна енергија, свој внатрешен порив уметнички кој го носи, а не е соодветен со можеби професијата која одбрал или училиштето кое го завршил. И како што реков во најавата, на крај ве красат дела кои многу повеќе зборуваат од она што јас би можела сега со зборови да го кажам. Ивана, вие сте по вокација новинар. Многумина ве знаат во јавноста и знаат дека, мислам, не малкумина, многумина, а сакате фотографијата како израз. Она е нешто специфично за што вие не сте учеле училиште, а сепак се изразувате и тоа како и тоа со сериозни изложби кои ги правите зад себе, веќе имате неколку. Од каде поривот за фотографирање? Од кога ви се првите можеби мемории дека сте посакале или ве заинтересирал некој апарат да го фатите и да забележите некој момент? Па, убаво се сеќавам на моментот, беше 99-та година, никогаш претходно не сум сонувала дека ќе се занимавам со фотографија, како што кажавте, јас сум и по вокација и по професија новинар. Веќе 20 на години професионално пишувам во печатениот медиум, во последните 14 години во неделникот Теа Модерна, но таа 99-та година, нели, можам на прва да кажам дека беше сосема случајно искуство, но не верувам во случајности, така што од малечка ја сакам историјата на уметност и го сакам слекарството и голема филмаџика сум и веројатно целиот тој склоп на такви влијанија се некаква последица, нели, да го сакам и визуелното и естетското. Така што бев на Мечкин камен, гледав параглайдеристи како летаат на залез на сонце и некако фрапантно изгледаше. Мислам, целиот тој колорит и таа композиција која што јас со голо око ја кадрирав и тука имаше нечи фотоапарат, го земав и ги направив тие фотографии и мислам дека таа фотографија според некое мое лично видување е една од моите најубави и најуспешни. Иако не сум голем поклоник на колорот, повеќе ја сакам црно-белата, ама така некако се почна. Некој ви кажа, вау, ти добро сликаш? Да, ми рекоа. Во фотоклубот Елема подоцна не им се веруваше дека е моја фотографија, мислеа дека лажам. И потоа почнаа да ме куража, да ме бодрат, мислам, извонредни фотографии, од типот на Боро Рудич и така. И така некако почнав. Во тоа време беше аналогната фотографија, работев на филм, развивавме негативи. Имаше ли малку повеќе шмек од ова што е денес, по дигитално и? Да, јас практично и редуцирав со фотографирање од кога почнав со дигиталниот апарат. Јас сум веројатно многу старомодна, ама она зрно во кое што ја уживам во црно-белата фотографија и во тој Илфор 400 аса кој што го користев на времето, мислам дека е незаменлив сега со дигиталната опрема, иако современиве фотографии постојано ме демантираат во тоа, ама јас сум некако така се клонам кон таа да можам да работам се уште, да имам каде да развивам негативи, се уште би работела. Има или нема веќе? Па, имам пријател во музеот на град Скопје, каде што на времето, мислам, сите негативи ми ги развиваше за изложбите и во Скопје, и во Берлин, и во Лондон, и во Нови Сад, ама веќе се помалку работа. Дури мислам дека во Скопје тешко можеш да најдеш, па ги праќаат негативите во штип и така, тоа е еден цел процес. Не знам што ќе се случи со мојот негатив по пат, немам доверба и... А се ги чувате оние? Се чувам, педантно, да. Јас сум
обсесивно организирана. И по датуми, имам и по 3 бекапа и така. Супер. За црно-белата зошто како израз, бидејќи знам дека малку повеќе доминира, дали тоа можеби има врска со, или ајде веќе кога ве прашав, можеби некоја животна компарација, нели, заради нарацијата на црно-бело, онаа компарација на нештата во животот, дека можеби се или црно или бело, или? Не, колорот е полесен за работа во фотографија, бидејќи помалку се гледаат фотографските грешки, бидејќи окото го дразни колорот, особено ако има комплементарни бои или пастелни. Ама некогаш колорот, барем според мене, се граничи понекогаш со кичот кога е претеран. А црно-белата фотографија е многу потешка за работа, затоа што видно што воочуваат грешките и поделикатно е да се работи со светлото во црно-белата фотографија и повторно ќе кажам, тоа експресивно зрно, крупно зрно во кое што ја уживам и во тие контрастни сенки за кои што ја работам. Ја не сакам глазурена фотографија, како што работат германците, да речеме, онаа бомбонјераста, макрофотографија и така. Сакам контрасти, сакам дури дефокус и така. Ви фати окото и на овие слики? Да. На Марко, младо момче, поприлично 18 сега веќе или? 18, четврта година? Четврта средно. Учите во Економско. Економско, нешто што исто допирна точка со фотографија нема, бидејќи зошто не одбравте? Од кога, ајде да почнеме некако со редослед некој за да се објасниме. Прво кога откривте дека ви интересира да сликате, кога првиот молив го фативте и рековте јас умеам да нацртам нешто и тоа е добро ми велат од страна. Па, дете не открив јас, другите ми рекоа, другите открива. Дека е добро, јас цртав како и секој мало дете, со боенка или боици во рака. Уште забавиште, валја. И тоа го унаправив тогаш. Но не ви се разви идеја од типот ќе одам уметничко, кога веќе го негувам мој талент го имам? Не, имав план уметничко да одам средно, ама ета, не знам што се си. Веројатно, она од родителите што ти вела, това си го знаеш ти, ова е твој. Не, они дури обратно, они ми велеа да одам средно уметничко. Ја реков ти да не инсистира за нешто што ќе ветува добра професија и сигурна. Не, па и со економско да вака имам и друго познавање. До година планирам здравје ликовна академија. Сега завршам средно. И така. Имавте некој пример, имавте некој, сега малку звучи стереотипно, но сепак рол модел кога гледате како другите тоа го прават и слично, па да бидејќи вашите слики се само со молив, барем овие црно-белите кои ги гледаме портретите, изгледаат чудесно. Мислите дека во секој момент ќе заживее секој дел од ликот, мислам дека ова и камерата поблису ќе го забележи. Јас се фрапирав, има уште други, ќе ги покажеме, ќе ги извадиме, Бред Пит ќе си го купам за дома одма. После емисија продато. Зошто моливот? Зошто моливот? Или као пример пред тоа прашавте од кога сум видел, пред 5 години јас, не, пред 4-5 почнав вака сериозно портрети, реализам. Видов, мислам, на YouTube имаше као некој што тоа го прави. Туторијал, да, као се прави. И го нацртав истото, си реков, можам. Искочи многу добра и потоа си почнав сам. А зашто црно-бела? Истиот сличен одговор, зашто многу повише може да се примети грешката и да се мора да се биде посовршен и поточен во црно-белата. Имам пробано и боја, ама понатаму таа. Нутелата и хамбургерот си ги ставам за себе. Нека мислам можам да си ги поземам. Исто и парите. Стотка, да. Многу веродостојно изгледа. Овие во која техника се работени? Тие, пример, хамбургерот, дрвени боички, фломастери, маркери, тоа. А зошто не водени бојци? Зошто акрил, нешто такво? Акрил, зошто не? Не ќам да се прљам, не знам. Немам некој... Сега да, убаво вика уметниците се граничат за нешто. Не е тоа, туку немам некој уметничко школување. Може да би сум пробал и тоа, ама да отварам платно сега да цртам, што знам. Не се чувствувате веројатно свој на своето, па може би што велите академија и понатаму, ќе се развива во тој правец. Продавате? Да. Заработувате? Имам наречки. Да? По наречка? Последно време ги избегнам наречки за да се фокусирам кон втора самостојна изложба кој дел од нив се туга. Али да, има поради. Ајде за изложбите во следниот круг. Ваше. Марина, вие правите нешто друго кое е поспецифично. За филиграните ние сме слушнали и ги знаеме и нивната историја и така натаму, но од хартија малку звучеше поспецифично и поневообичаено. И вие по вокација сте сосема нешто друго, малку со уметноста нема врска, односно дипломиран филолог. И педагог. И педагог, да. Па ете, се роди една идеја што ми беше многу одамна замислена, пред се хуманитарна.
идеја со цел нешто да изработувам и тоа да го продавам и парите да ги донирам некаде. Значи таа мисла ме водеше цело време. И еден ден седнав пред интернет и викам ја морам нешто да изработувам. Да најдам нешто, ме интересира нешто, да побарам рачна изработка. И така случајно ги видов овие честитки од филиграни. Се јавив на девојчето, ми излезе во пресрет, ме научи, меѓутоа сосема малку, како да кажам, значи не целосна едукација, школа или да речеме, ова беше само една третинка од она што значи процесот на изработка. Да, од она што веќе јас го изработувам веќе последниве 5 години. И така постепено со трпение, со волја голема, стигнав до доста убави дела и за окото, и за да го красат било кој дома, пред се, значи целта беше хуманитарно да се продава. И се уште тоа? И се уште оди тоа Зошто така. имавте причина нешто да се одолжите, да се раздолжите или не знам? Не знам, ете, можеби по природа сум таква, повеќе сакам да им помагам на луѓето и тоа ме води некако во животот. Ова е еден издувен вентил преку кој што, значи јас работам, го посветувам на луѓето, на било кој во секое време и така. Работите? Не, моментално сум невработена. Би сакала да се вработам по струката, значи, која што имам завршено. Дипломирав пред 5 месеци на педагошкиот факултет во Скопје, со уште еден значи факултет. И два факултети со изработка на овие прекрасни дела кои ги донирате, а заработувачка не сакате да има во тој поглед? Не, видете, има заработувачка, меѓутоа се прави една калкулација, да речеме да одвојам средства да купам материјал. Апсолутно, значи, да. Ке од истите пари го купувам материјалот и на крајот од денот вие не работите за да заработите, да речете ќе ги изработувам, нели ќе ги донирам сите средства. Така. Можеби поинаку би било кога би имале некаков приход вие, личен. Така, да. Тоа Каде беше... ги донирате средствата? Средствата најчесто се донираат, значи тоа е во моментот, некаде каде што ќе прочитам, да слушнам нешто. Имаше доста интересни ситуации, на пример веќе спомнам еден родител беше многу болен и требаше да се оперира во Турција, да му се пресадува црн дроб и јас во моментот имав изработено, не знам од прилика колку беа честитки, ги земав сите одеднаш, отидов ги продадов и парите веднаш ги дадов на семејството. Беа пресрекни, презадоволни. Можеби ова е капка во едно море, што јас го давам, меѓутоа мене многу ми значи во животот. Веројатно и на тие на кои им ги давате. Да. Луѓето се благодарни многу, бидејќи знаат да ги ценат тие вредности што сега, како да кажам, во последно време малку се подизгубени или подизместени. Така. Роберт, вашите дела се овде покрај мене. Може да ги видиме истите и ова е еден мал дел, една многу мала капка во морето од ваши прекрасни дела кои ги правите, се специфични, бидејќи изработувате од дрво, но баш од гранките. Па нема правило, значи употребувам секако дрво, она што ќе сметам дека ќе се вклопи во мојата фантазија. Дали ќе биде гранка, дали ќе биде плоча, дали ќе биде отпад од нешто, дали ќе биде искапано, зошто? Дали ќе биде неинтересно за другите. Кога ви текна да го правите ова? Видете, јас си... Вие немате исто доприна точка со уметност или уметник, вие сте диаметрално нешто сосема различно. Да, јас сум офицер на АРМА, да. Нешто каде што бара дисциплина, посветеност. Така се школував, имам завршена војна академија, но да кажеме дека ова енергија во мене е од кога знам за себе. Значи, желбата за дрвото, предизвикот, магијата на дрвото ја носев од кога памтам, од дете. Но некако се беше потиснувана во правец да си го оформам животот со некоја професија, као војната професија за која сонував. И нормално, кога веќе долги години работам во армијата, дојде некој период кога оваа енергија од дрвото почна да ме притиска, да сакаше да се покаже. И тоа беше еден момент кога видов една фотографија и таа фотографија беше моментот кога енергијата излезе на виделина и као инспирација каде можам да се најдам во кој дел од уметноста. Нормално, јас со тоа
развив нов правец во уметноста, што се вика. Да, значи, и малку поспецифично, бидејќи сепак мора и да знаете веројатно нешто. Не добив енергија, сила и визија, ќе седнам, ќе изработам, вие изработувате пак ќе речам, значи сериозни дела кои се и ремек дела, но и одат некогаш и односно служат во праксата, се наоѓаат примена од типот на столица, тушка бина видов рачка имате направено, мебел кој се користи во секојдневието. Целокупниот инвентар во мојот дом е направен од моите раце. Навистина? Да. Учевте некаде за тоа, како? Значи, не, се сведуваше на експериментирање. Значи, немаше кој да ми покаже, да ме воведе во тој дел од уметноста, туку работев на експериментирање. Ми се раѓаше идејата, али проблемот до целта требаше да се реши. И така да добар дел од моите предмети, можам да кажем, имат и долгогодишно работно искуство. Значи, може некој дел од овие предмети што ги имам, да ги имам изработувано и по 2-3 години. Значи, тоа е моментот кога знам што треба да добијам, но не знам како. И сега тоа е патот кој го одам, се усовршувам и добивам резултат за кој очекувам дека ќе биде, но не ми е битно времето колку ќе го потрошам и трудот колку ќе го потрошам. Само знам дека целта морам да ја добијам. Веројатно тоа е таа енергија, така се канализира и така се празни, потоа се добива нова. Барајќи одејќи по тој пат кој за вас е непознат, нешто непознато, па ви се надевате дека тоа на крајот и ќе го решите. Так. Дрвата од каде ги набавувате, да не гледаат од дрвата, дел од дрвата си купувам. И друго предизвик ми е отпадните дрва. Се фаќате себе си, шетате можеби некаде, не знам, по природа, по природа и ќе ми се најде за во тушот. Скапано труло дрво, види како е ова, никако, ја ќе си го земам, ќе направам од него уметничко дело. Овие изработувачите од дрво што прават разни намешта и одредени парчиња не им требаат, ги фрлат. Мене баш тие ми требаат, како овој часовник, докато е отпад од некој тишлер. И тоа ми е предизвик да од отпадно дрво, од некорисно дрво, ја да добијам нешто што е корисно и убаво, практично. Браво. Се заработува? Па не баш. Не баш за сега. Едва ја успевам да обновам за репроматеријал, за машинке, мислам дека може би не сте по-агресивен во продажбата, во смисла не си ја канализирате својата енергија, си го исполнувате својот уметнички сон, од друга страна имате и професија која веројатно бара посветеност. Да, ама неочекувано за мене, дека ова енергија премногу излезе. Веќе таа господари над мене, не јас над неа, туку значи едноставно више не можам да ја контролирам. И спрема тоа бара репроматеријал, бара машинки, бара обновување на постојано вложување. Постојано вложување. И малку тешко излегувам на крај со тоа, но не се откажувам јас. Знаете како големите уметници чудни биле нивните приказни, специфични, поинакви, не одоло се секогаш гладко, а тие биле силно убедени во нели моќта на што го прават како дело, па живеат и до ден денес многу големи дела на големи уметници кои во моментот можеби живееле на работна екзистенција, нели, или преживувале некако, навистина правеле големи дела. А сите биле сонувачи, значи сонуваат во некој нешто да се оствари. И тоа ги води напред. Инспирацијата е несомнено нешто што е апсолутно потребно за секој уметник. Е сега вие имавте инспирација за изложби кои ги правевте со специфични, реков, слики кои направени беа во одредени моменти, рековте парагалеристите дали била дел од женското тело и така натаму, навистина интересни моменти кои потоа си доживеа и своји изложби. Изложувавте во Лондон. Лондон е еден специфичен град, голем, метропола, вистина. Од каде е конекцијата? Кој ве покани? Како ја најдовте таа Добив покана од италијанската школа за мода и дизајн Марангоне. Сместена е во источниот дел на Лондон, во најавангардниот дел од Лондон. Мислам, по моја мерка, по мој вкус. И она што беше уште по-интересно е што добив од швајцарската амбасада кај нас добив грант за да ја реализирам таа изложба. Мислам, конкурирав и го добив. 50% ги добиваш средствата пред да заминеш. Таму можеш од таму да се вратиш со видео и со фотографии како своевиден доказ дека навистина успешно поминала целата постановка. И таму ме воодушевиш, имаше интересен концепт, има направено
од дрво лавиринт, кој што беше препариран, обложен со црн плиш. А јас заминав не со класични фотографии изработени на хартија врамени, тука ги направив на фейк канвас, на лажно платно, гумирано платно. Беа огромни 50 на 70 форматите и само ги залепивме на црниот плиш и изгледаше многу, а беа сите црно-бели фотографии, мисля, че не една во сепија, немаше колор. И изгледаше фантастично на тој црн плиш, минималистички убаво и мораше ни стои лавиринт да се движи публиката за да ја разгледува изложбата. Одлично. Имаме фотографии кои одат додека ние вака си зборуваме, не ги изложивме овде како експонатите или сликите на Марко. Инспирирани од Мексико. Значи, интересни моменти, инспирација добивате малку, не секојдневно, но зошто? Па, во случајот со изложбата 2009 или 10 беше во Националната галерија Мала станица, исто така конкурирав во, тоа беше хазардерски потек од моја страна, конкурирав бидејќи конкурсот на Министерството за култура кај нас се случува во јуни, а јас за Мексико имав, тоа беше приватно патување со мојот најдобар другар кој што живее во Лондон, и патувавме некаде крајот на јули-август, значи јас конкурирав без да имам фотографии и материјал. Со тоа што нели во моето образложение им објаснив што така што бев малку и по стреси под грч тие 20 на дена, затоа што ние го прошетавме цело Мексико на сопствена режија, што беше исто така храбар потек, без да бидам свесна за тоа. Јас сум поприлично плашлива, бидејќи рентавме джип, ја извозев околу 5000 километри, го обиколевме. Да, улетав во Тропикал Сторм во еден чуден национален парк со јагуари и така. Но сепак успеав бидејќи бевме да ги гледаме Теотикуахан, мислам, сите тие пирамидални зданија, Чиченица, бевме на целиот тој Јукатан област, Карибиен Си, што го викаат, нели, екзотичен дел, така што имав навистина лесни призори, требаше само да ги замрзнам, така што успеав да направам солидни фотографии и да направам достојна изложба без да се обрукам на крајот. А полесно е кога, што велите, го имате материјалот и така распослан пред вас, или можеби кога сте во вашето Скопје, во Македонија и слично? Па, ја во Скопје најчесто работам, портретирам луѓе, да. знам. Работам помалку и голутија. Така што воопшто мислам сум човек кој што е многу комуникативен, ги сака луѓето и имам веројатно на некој интуитивно ниво, имам некој талент за психоанализи. Јас сакам тие карактерни погледи, мани и предности на луѓето да ги фатам. Така и почнав кога работев фотографија, луѓето во моето најблиско окружување, сестра ми, пријателите, да вежбам на нив. Така што така почнав и сватив дека не било на фотографија само за фотографија, но приказна. Да, многу повеќе сакам. Знае ли публиката да ја препознае вашата приказна? На моментот кој вие сте успеале да го фатите или сакате да им го пренесете? Па добро, зависи кој сега, е глупаво да генерализираме, ама да речеме од една колешка добив еднаш, не знам дали во изложбата во Точка, добив коментар дека ги доживувам многу поубаво луѓето на камера отколку што се. Тоа беше нејзин впечаток, да речеме сега, не знам. Кога тлеа, еве вака не фотографирате затоа што велите некако времето се смени, дигиталната фотографија повеќе почна да царува и така натаму. Што со таа енергија која веројатно си е сепак во вас длабоко, некој канал или друг уметнички израз кој сепак ќе дозволи тоа од вас да излезе? Веројатно нема да се смирите по природа, знам дека сте исто човек кој... Малку батали последните 2 години. Мислам, ја фотографирам, ама не фотографирам тенденциозно и плански за некоја постановка. Фотографирам за мене од некое патување или мојата внука е најчест таргет за фотографирање, но да, некако не знам што се случи, ама се надевам дека тој изблик повторно ќе дојде. Да, ќе зажешти у мене. Некако сум, оладана во последно време, морам да признам, и еве не сум имала изложба од 2009 година. Ќе биде? Верувам силно дека ќе биде, бидејќи мислам дека ни е потребно едно поинакво ниво на културен живот, малку повеќе можеби да мрднат работите од мртва точка за посета на изложби, за поставување на изложби, да знаеме дека има некоја акција која за волја на вистината годините наназад имавме малку повеќе и поинтензивно. Да. Па некако се нагомила и многу фотографии кои воопшто не ми се објавени, така да од време на време добивам некаков порив да направам некаква ретроспективна изложба, да речеме, бидејќи еве поминаа 14-15 години активно како се занимавам со фотографија. Марко, инспирацијата?
Инспирацијата вајда од други уметници. И исто ќе видам... Инспирацијата за овие моменти? Ќе видам некоја фотографија исто може од вашите пример. Примерно и да нацртам. Специфично ми изгледа. Имате во семејството можеби некаква генетика, некој друг кој знаел добро да црта или некој? Не баш, не. Дедо ми мислам си има занимава на маца. Но никој друг кој вака еве да речеме во... Не до овој степен да стигне реализм. Горди се вашите, нели? Па мислам дека да. Да, мама е тука. Тука. Гледам дека срекна. Споменавме изложба и вие имате веќе. Пред 2,5 години беше изложбата во Дом на култура, Хавана, галерија Кора. Беше преполна. 30 цртежи. Задоволни беа сите. Што значи една изложба за еден уметник? Што значи тој фидбек од публиката? Како препознавате дека е добро? Како препознавате дека не е лажна, нели, да речеме, од куртуазија што ќе речат, па да, супер е, изложбата одлично си поминавме, убави ви се сликите, фотографиите и така натаму, успешни сте. Што значи кога знаете, кој моментот во вашето ќе кликне и ќе рече да, ова беше успешна изложба, успешен момент во мојата кариера? Се уште сум на почеток на мојата кариера, ама ако еден концерт може да биде со пеач најголема работа, тогаш изложба за уметник. Луѓето кажуваа дека што знам дека као ужива да ги гледале као. Да, навистина се така. Као да излегле од листот. Тоа е хиперреализам. Да. Треба најголемата пофалба што можеме да добиеме. Сепак може секој да излажа рече дека му се свеја, ама и прифаќам поише критики него пофалбе, зашто од нив можам да научам. Колку сте самокритични? Да, тоа беше следното. Бидејќи знаат да бидат. Аз сакам поише критика, многу маци ги добивам. Значи, не знам дали го правам правилно више. Вие сте премногу сигурни бидејќи сите од околу веројатно ви велат. Е супер, совршено е, како живи ги доживуваме. Така да. Тоа сите ми го викаат. Јас не знам дали е. Пречи годи, како? Од една страна причето на годи треба да имаете и критики за се подобро. А сакате нешто да ве заголица, па да бидете покреативни или едноставно да не чувствувате дека го достигнав врвот, ова е тоа, сега веќе. Не треба да има врв, сегаш треба да има поише. Има пред вас е цел еден момент на образование. Така да. Чекаме да се запишете, па ќе чекаме многу изложби, ќе чекаме фидбек од нели големи врвни имиња. Наскоро следна планирам. Кога е? Наскоро. За некој месец. Дали прифаќате критики? Сте добили некоја конкретна критика? Ви се вратило ли нешто што сте го изработили да ви кажат па јас ова го замислав поинаку, не ми се допаѓа? Се случило ли тоа? Пречи ли таква критика или едноставно боли ли, заболува кога? Мојата професија никако не дозволува некоја критика конкретна, тоа е вкус. Едноставно ми се допаѓа. Како се зачувуваат, да, овие филиграни бидејќи не се класични хартијата се оттекна време, се губи се губи незината. Не може да се репарира никако, не може. Значи се може да биде ставено во стакло, рамено. Јас веќе почнав попрофесионално да се занимавам и во однос на таа страна, да ги урамуваме, да бидат слики, значи вака уметнички дела. Бидејќи бев премногу зафатена претходно со студии, нема време доволно да се посветам. Сега јас сакам, значи во скоро време да направам некоја изложба, па работам на тоа. Повеќето мои дела се продаваат за 8 март, за Валентайн, за роден ден, така некои базари, така нешто, да. Едно време правевме изложби со децата во училиште, која има така некои базари, некои настани културни или да речеме нешто специфично од страна на училиштето. Критика се уште некоја посебна не сум добила, само пофалби. Роберт, вратено ви е некое можеби дело кое требало да биде изработено, продадено, нарочка и слично, да ви кажат, не го замислува вака или ова дрво баш и не ме бендисува? Не, до сега ми се нема случено тоа. Во главно добивам позитивни критики од посетителите на моите настани. Сте размислиле за изложба, можеби за одредени експонати и слично? Значи, до сега имам една самостојна изложба и повеќе групни изложби со моите колеги уметници. Самостојната изложба беше во домот на Арама пред околу 3-4 години. Нормално предизвик ми е пак да реализирам една таква изложба, тоа ми е предизвик бидејќи моите предмети се масивни. Овие, да, може да ги понесам во гајбичка, но имам предмети тешки по стотици килограми, значи тоа се предмети кои ги носат по 5-6 луѓе, па треба камион, па треба сериозна организација. Сериозна организација. Имав таква изложба, велам,
И сега би сакал да ја повторам, но ми е страв. Нема носачи? Нема. Инаку... Дали сте себични ако дојде некој и каже сакам да го научам ова што вие го правите, Марина или можеби вие Роберт? Тоа е малку поспецифично, да, секој може да го фати апаратот и да слика, но има еден момент друг или го имаш или кликот или го немаш за да направиш добра слика или можеби да земеш молив и да го направиш ова. Јас си цртам дома со децата, ама моите се на Пикасо дела. Така да ќе направам јас изложба кај да е. Во врска со изложбите сакав уште да додам дека моментално една самостојна изложба се планира во Концепт 37. Се уште сум во преговори да се утаначи денот кога ќе го реализираме тоа. Верувам за 10 дена. На мојот Facebook профил ќе го објавам тоа. И една изложба која многу ми е предизвик, се работи во Бугарија, на посета од Бугарското здружение. Не знам дали ќе имам сили тоа да го направам. Не се предавајте. Краток е периодот, не знам дали ќе се подготвам. Ние ќе стискаме палци да успеете да соберете сила. Надевам јас, бидејќи целиот трошок ќе падне на моја. На работа не ви заберуваат, нема мешање, една со друга професија, тоа си е ваше слободно време? Нема мешање, значи поготово што мојата уметност јас ја покажувам и на работа и таму нешто доправам, поправам, подарувам и така да не се штедам воопшто за мојата енергија, не се штедам каде да ја реализирам. Ивана, има ли разлика меѓу машка и женска перцепција на фотографија? Да, голема. Или правење фотографија? Па, еве конкретно она што мене лично сега, можам да кажам, го забележувам или ми причи е кога станува збор за актови. Најчесто се тоа женски, бидејќи самото женско тело е поблагопријатно за око отколку машкото голо тело. Така што и најчесто, нели, фотографите и мажите и жените фотографи, кога сакаат да фотографираат актови, се одлучуваат за женското голо тело. Нека и сите се разбира, но чувствувам дека машкиот ракурс на гледање на женското тело се граничи со некоја плитка еротика, да речем, површна. Мислам, не сум шовинист. Апсолутно. Мислам дека женското око малце поинаку го доживува самото женско тело. Но не е само таа причина, затоа што фотографијата не е, да речеме, јас имам, кога почнам да се бавам во првите години, постојано добивав подароци, стручна литература за уметничка фотографија од моите другари, по повод родендени нова година и така. Не знам дали е тоа добро или лошо, но јас немам ниту една прочитано. Значи, ја работам интуитивно, да. Јас не знам професионално да работам со светло, да кажете, значи, еден пријател ми викаше, ти си единствена што ја знам, што знаеш да го погодиш светлото интуитивно, други луѓе учат школа, мерат со мерачи и така. Не секогаш го погодувам, но ете за она што сметам дека ми е вредно и што го изложувам јавно, нели. Така што постои голема разлика затоа што фотографската визура не е само набубано на книга, композиција, грешка, каде грешиш во боите, во колорот, нели, или еве во црно-белата фотографија, туку мислам дека еден склоп на целокупниот светоглед на фотографот, значи тоа каква музика слуша, каква литература, во какво обкружување, што видел, какви искуствени случувања му се низ животот поминал и преживел, така да целиот сите тие аспекти мислам дека се прават да фотографот, она што ќе го видиме, да видиме дали се граничи со кич, со некаква површност, плиткост, бомбонjerасто или е поартистичко. Какво е неговото гледање на светот? Рековте дека ќе запишете ликовна академија, но подучувате ли нешто вака во меѓувреме? Пратите ли докаде сте по прашање на техниката, тоа што го правите, како некој можеби друго правил, ама од она што велиме и Ивана спомена, по стручен аспект, иако таа не се водела и по таа литература или книги кои ги добила за да ги прочита, дали вие можеби тука нешто баравте, истражувавте да знаете повеќе или исто интуитивно си цртавте, добар сум, потврдено е од сите страни, имам талент и тоа е тоа? Претежно интуитивно, ама се надоградам секој ден. Небитно ако ми каже некој дека сум добар, кажав преска. Да. Може секојдневно се подобрувам јас. Потребно ли е да се чита? Потребно ли е да се мислите да бидам ин во што е у мода денес уметноста? Да, тој во принцип да. Па да, вајда реализмот е, мислам дека сега тоа најбарано и нај Кој може би од сликарите вака ви онака најдраг или
може би си велите и каков чудак во своето време, видите што се правил? Салвадор Дали. Тој би го издвоил како нај. Мислам дека Пикасо сега скоро ќе биде или нешто. Пикасо има изложба, ама не оригинални слики. Аха. Еден месец ќе трае. Ќе посетам дефинитивно. Да? Сакате да одите на изложби, сакате да посетувате Да, културни? обично тоа е кај уметниците, као ја уметник, он уметник, не му идам на него, не ми иде на мене. Не знам зашо е така, ама ја би сакал да посетам на све. Тоа е прашање на менталитет веќе. Да. Намерено не си идат. Имате фотографи, пријатели, вистински сериозни професионалци кои ви доаѓаат на изложба и така натаму? Да. Мислам, не кои ви дале потврда дека да, Ивана, секоја чест, нели? Да, па да. Мислам, чудна сорта се фотографите, особено фоторепортерите. Прилично се само бендисани. Ја не се доживувам себе си за фоторепортер, ја не го работам тоа, но секој ден сум во директна линија со фоторепортери, имаме двајца извонредни фоторепортери во нашата редакција. Заедно ги смислуваме фотосесиите, си помагаме, лесно се разбираме, некогаш и молчешком, така што со нив одлично соработуваме, можам да кажам. Ке речат Sky is the limit за оние кои се уметнички надарени души, сакаат да стварат, да оставаат дела зад себе, нели, дела по кои ќе ги паметат и така натаму за вас? Што е граница? Кој е предизвикот? Нема граница. Да. Нема граница. Барем ја за мојата уметност велам дека нема граница, ја не ги знам моите цели, моите граници во мојата вештина. Си поставувате ли некој високи во смисла на ова ако го направам дело, од ова дрво или го изработам, ова тоа ќе биде врв во мојата кариера? Не, тоа ми е врвот до тој степен, до тој момент, дека не го изработите. И веднаш планирам следен проект, значи не може да се заврши на тоа. Инаку имам пријатели по цел свет што ја работат сличната моја вештина и се гледаме кој што прави, како прави, кој какви материјали употребува и се усовршуваме во тој правец. Интернетот е еден материјал кој може да се... Оди во прилог кога за вакви работи станува збор, нели? Велиме да не стануваме интернет зависници, но кога може би осознавањето и Така, тоа е еден момент на усовршување, значи да се видиш што се користи, какви repro-материјали, како се употребуваат, и тоа е едно школо кое можеш да го посетуваш, дури седиш, гледаш телевизија, пиеш кафенце и така. Марко, зашто се онова еден млад човек, уметник како вас? Навистина сте млади. 18 години Иван, од кога беа? Минатиот век. Да завршам ликовна академија, да имам изложби, странство, Италија, Франција. Сонувате, да? Да, ама сепак да оставам Македонија на крај. Не ве даваме. Не си не. Тоест да прошедам, да. И ете изложбите. Марина, предпоставам и споменавте сами сакате да се вработите по оден што ви образованието или по вокација да бидете, педагог веројатно или професор можеби по руски бевте, така? Професор по руски и сега професор по предучилишно воспитание. Ја се надевам дека од срце ќе си најдете за скоро време или работа, инспирацијата и уметноста ќе ви бидат пропратна нишка каде ќе си ја канализирате онаа енергија екстра која ви доаѓа. Роберт, сите предизвици кои ви следуваат по прашање на изложбите и сето она што велите, не знам дали ќе имам сила да го направам, да ја најдете, да ја смогнете од некаде и да биде изреализирано. Марко, ќе ги пратиме вашите успеси, бидејќи сте една гордост на Македонија, иако вас звучи вака малку стереотипно, но така е, навистина еден млад човек кој несомнено има талент да го прави ова што го прави, верувам дека ова ќе се развие во некои многу поголеми рамки, многу поинакви стилови ќе видиме од вас за неколку години, ќе се гордееме, ќе речеме ова момче е наше македонче. Ивана, да не ве побива новотијата, да се врати на нитка и желба која тлее за малку постарото или нели користењето на оној стар добар апарат, да направите добри фотографии како што знаеме од вас да гледаме и моментите кои можеби ние со голо око нема да може да ги доживееме, нема да бидеме на место и настан каде сте вие во моментот, ќе го доживееме преку вашата фотографија. Се надевам. Ви благодарам за вечерашното гостување. Верувам бевме инспиративни можеби за дел од гледачите кои имаат некаква желба потисната во себе дека нешто може да направат или сонуваат за некој уметнички израз, иако не ја работите можеби или не е врзано со професијата која ја работите, верувате во себе и направете го првиот чекор. Тоа ништо нема да ве чини, можеби само следниот пат ќе бидам со вас во тунел. Ви благодарам. Благодарам.